Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, и добродојдовте во петочното издание на Гласот на народот, вечер пред 9 мај, денот на победата над фашизмот, денот на Европа. Дали малите народи повторно стануваат жртви на нови геополитички игри? Дали денес постојат нови облици на политички, економски и идентитетски притисоци? Кој обезличува Македонија? Кој изборува против соседната држава во Брисел? Дали Европа ги затвори вратите на Македонија? Трамп, Русија, Украина, Иран, ново преткројување на светот, реконструкција на владата и битката против криминалот. Дали јавниот обвинител е недопирлив или разрешлив? Еве, еден као стар, возрасен, искусен новинар, тоа ви го кажав, топикот на вечерашната емисија, која ќе ја третирам со двајца врни, искусни политичари кои ќе дадат максимално се од себе да ве информираат. Реков дека сме денеска ден или вечер пред денот на победата над фашизмот и зошто Европа го украде. Го украде, тоа го слушам повеќе пати од аналитичарите и мојата мленкост го потврдува 9 мај, денот на Европа. Ако Европа, ова е мојата рубрика на срце ми лежи, на душа ми тежи, ако Европа се роди од двајца луѓе, Шуман и Моне, не балансираат таа нацистичка политика и војна што организирал Хитлер и какви консеквенци имавме како народ, вклучувајќи и Македонија, ние не видовме. Јас се слушам, не е варска, пак сме ние Европа и така натаму. Не сум анти-Европа, да бидам искрен. Ја не сум дволичен во смисол како многу политичари, аналитичари. Јас сум конзистентен. Јас сум тој што ја кажувам вистината. Со дигнитет ние сме дел од Европската унија по дефолт и географски. Ми вели еден соговорник, Слободан, кај така ми збориш, нашата стратегија е, како го викаш ти, крстопат. Па како да го нацртат? Нема држава во светот кај што крстот минува низ Македонија. Па и ние да ставиме некои на теснецот, да наплачаме кои тие европјаните доаѓаат, минуваат низ мојата и вашата Македонија. Тоа беше пример уште во 18-тиот, не само 18-тиот, уште во времето на Турската империја. Ние сме отворени према сите, но колку се отворени према нас? И затоа им дозволија нашите политиканти да прават експерименти со Македонија. Прво со Охридски, Преспански, с краја да не се случи до Ирански езерски договор. Во интерес на времето, денес е Свети Марко, голем празник, евангелист Марко, и навистина е коинцидира со еден настан кој е родена мојата сна, мојата керка, јас така ќе кажам. Керка, бидејќи имам сега две керки, една повозрастна, една помлада. Тоа е Александра и Кристина. Ангел што ми го утепавте вие, секојаш вака ќе ве насочувам. И мува не ве лази. Мува не ве лази што тоа дете е ние под земја, јас се борам 14, 13, 15 месеци да докажам вистината. Вистината дека го утепавте вие од Социјалдемократскиот сојуз. Го утепавте мојот син. И идам со квалификат. Имам право, татко сум. Татко сум, бидејќи тој родител не беше донесен од Бога на овој свет да биде заминат толку млад. Ѓорги беше, да ви кажам, почитувани, ова е моја рубрика,
Нема да ми зема ритмоите соговорници, имат 90-80 минути пота. Бидејќи Ѓорѓи сам го организираше 9 мајка уредник. Сите избега, го ставија сам. На Канал 5 беше. Беше во паника, меѓутоа со мојата поддршка новинарска му дадов инструкција како се води. Сам беше уредник на 27. април. Машки македонски го покриваше настанот. Затоа заслужи Ѓорѓи да биде убиен. Но нема да оста повторно по кој пат на новиот обвинител. Донесоа закон за совет на јавни обвинители дека нема да бидат untouchable, недопирливи, но овој пат ја мислам дека господине Савевски ве молам, на висше обвинителство е даден случајот. Немојте! Ѓорѓи не е статистика, не е бројка. Даде за Македонија, истражете го случајот до крај. Поранешната директорка на хематологија самата ми кажа, господин Томич, внимавајте, поранешна директорка на хематологија. Тя не работи у продавница за бурек и бели пецива. Бел мантил, меѓутоа виде проблемот што се случува. И кој беше раководител? Раководителка беше на болницата хематологија или каде што се штанцат пари, еден пациент чини 200.000 евра. Умрел, проживеал, а многу проживеа. Од 5 пациенти, еден умира, 4 остануваат. 200.000 евра. По 35 пациенти кои лежат, тоа се 7 милиони евра. Најскапа клиника во светот, не само кај нас, во сите држави. И ќе завршам со ова. Бидејќи нема да замерат моите соговорници, а и ветив, тоа е роден ден на мојата сна и јас ќе замолам оваа емисија и е интерактивна. Обично ги користам тие можности. Ќе одам со една нумера, а тоа е од мојата сна за мојот син што испраќа порака. Каде да е? Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, рековме, отвараме темата. Чест и задоволство е да ги поздравам Страшо Ангеловски, председател на МАК. Добро вечер и добро дојдете. И професор доктор Лјупчо Ристовски, председател на Интегра. Добро вечер и добро дојдете, професоре. Со оглед дека рековме дека сме во предвечерието на одбележувањето на Денот над победата, победата над фашизмот и Денот на Европа, за 20-та еве со вас би започнал, ако може. Дали имаме вистинска смисла на зборот победа над фашизмот или тој се повампирува? Прво, погрешни се говорењата за фашизмот. Зборуваме за борба против нацизмот. Нацизмот е основното зло кое се случило. Фашизмот постои само во Италија и една од ретките, ако не и единствена држава во светот, која се борела и против нацизмот, и против фашизмот е Македонија. Затоа што сме имале напад, окупација од нацистичка Бугарија и окупација од фашистичка Албанија. Тоа ќе рече дека фашизмот и нацизмот се сретнале токму овде. Дали е победен нацизмот? Не е победен, затоа што дефинитивно и не може да биде победен, затоа што и нацизмот, како и сите останати, е идеологија. Идеологија не можете да победите, не можете да уништите, да убиете, можете да убиете човека, не идеја. Дали е таа идеја добра или лоша, без разлика, сакам да кажем. Ова е можеби најлошата идеја која произлегла во последното столетие или последните столетија, затоа што имаше, се обидуваат луѓето да кажат дека е таа нешто најстрашно, што имало многу полоши нешта, или барем еднакво лоши како нацизмот, да речеме инквизицијата, и така натаму палењето на жените, ловот на вештерки, тоа се сето страшни ситуации кои ова човештво ги преживеало. И што е најинтересно, сите тие и такви зла се родиле во западното христијанство. И денес повторно таму се возобновува идејата за нацизмот. Не се возобновува во источното христијанство, во нашето. Затоа што и тогаш ние сме ја воделе битката против нацизмот и ние, јас не знам зошто денес нашата држава официјално
не застане во извонредно моќна прослава на победата над нацизмот, затоа што на крајот на краиштата во таа Втора светска војна, во војната против нацизмот, државата во која ние сме биле дел, како Македонија, дала некаде околу 1.700.000 жртви, што представува околу 11% од населението, кое според пописот во 1939-та живеело во таа Југославија. Повеќе во проценти жртви дале само Советскиот сојуз и Полска. Колку за споредба, да речеме, во таа војна против нацизмот, Соединетите Американски држави дале 0,42% жртви од целокупното население, Обединетото кралство 0,49% од целокупното население, ние сме дали 11% од нашето население. И денес имаме полно право да застанеме и гордо да го славиме тој ден како ден на победа над нацизмот. Што се однесува до тоа, денес видовме дека во Париз се слави, повторно, западните држави го слават 8 мај како ден на победа над нацизмот, затоа што нивниот дел од војната го завршија тогаш, а утредента на 9 мај беше завршена конечно Втората светска војна. Денес во Париз имаше обележување, председателот на Франција Макрон се поклони пред споменикот на незнаниот јунак и така натаму и така натаму. Најстрашно е што со тој ден на Европа, така наречен ден на Европа, се обидува да се покрие овој настан, се обидува да се покрие вистината, но денес станува повеќе од јасно зашто е тоа така, затоа што дефинитивно нацизмот останува да живее, нацизмот е закана за светскиот мир. За жал, тој таков нацизам полека, но сигурно преку Украина и преку украинскиот режим се шири и го шири своето воено влијание на секаде на светот. Ние гледаме дека Зеленски замина подпишува договори да носи своји дронови и оператери на дронови и на Блискиот Исток, односно во Југозападна Азија, така што таа идеологија продолжува да живее, но ние како македонци, според мене, дефинитивно имаме обврска. На крајот на краиштата имаме обврска кон нашите предци кои загинале во таа борба против нацизмот, да го одбележуваме достоинствено и достојно. Да, благодарам. Само дали ќе ми дозволите, рекавте 1.700.000 или 170? Околу 1.700.000. Да, благодарам. Професоре? Јас се извинувам, што цивилни, што воени жртви? Па различни се поимањата на овој пресврт што се случи, нели, од ден на борбата против фашизмот и ден на Европа. Веројатно некој одлучил да направи пресврт од гледање во минатото и бавење со минатото во гледање кон иднината. Сакајќи веројатно да прати порака дека тој ден треба да се претвори во ден на обединување на европската идеја, да таа идеја заживее, таа идеја воскресне и така натаму. Јас имам една друга дилема. Знаете, Европа во дадениот момент е сметана, зборувам сега во сетот на христијанството, е сметана за темен континент. Таму имаме сериозно детериорирање, назадување на базичните христијански вредности, но ако погледнете малце во таа карта, религијска карта, ако сакате да ја земете, доминантно во Европа е католицизмот. Сега, ако навлезете малце подлабоко во католицизмот, таму имате една гранка на језуити кои што можеби се најгласните поборници на ова што го говори Страшо и можеби били и некогаш најгласните поборници на она што била нацистичка идеологија. Значи, никаде не е сликата црна-бела, сега да имате некоја сива зона во која што можете да откриете некој нов бисер. Иначе, ако го обвините само западното христијанство за сите последици што се случувале на тлото на Европа, а го глорифицирате само источното христијанство, мислам дека не е добра премиса, ако сакате еве да свртиме премисата и во однос на Македонија. Ние во дадениот момент
сме оспорени идентитетски, јазично, културолошки, историски, секако сме оспорени од православни нации и држави. Земете Грција, таа е ортодоксна, православна, земете Бугарија, таа е ортодоксна, православна, земете, па да речеме, во минатото и Србија била, иако во последниве години и така натаму имаме одлични релации и односи, но сме имале непријателства меѓу двете светски војни. Најкрволочните злосторства на територијата на Македонија биле токму од кралството СХС, односно од тој мрачен период на Вардарска бановина. Тука имало клања, тука имало забивање на бајонети во бремени жени и така натаму. Значи, злосторствата врз македонскиот народ биле изразени, значи, екстремно изразени, земете за време на Првата светска војна, поделбата во Букурешт, меѓу двете светски војни, во Втората светска војна од бугарите, грците продолжуваат и во северниот дел на Македонија, значи во егејскиот дел на Македонија. Значи, во сетот на источното христијанство, значи во сетот на православието, не имаме крволочност во однос на Македонија, македонецот и македонскиот идентитет. За волја на вистината, идејата за Сан-Стефанска Бугарија ја зачна Русија, не ја зачна западниот свет. Западниот свет ја поништи таа идеја, иначе ние сега ќе бевме во составот на Бугарија. Значи, не е црно-бела сликата. Вие, ако сакате, во рамки на протестантскиот свет, кој што брои некаде повеќе од 1 милиарда верници на планетава Земја, немате ниту едно оспорување на македонскиот идентитет. Земете било која протестантска држава, било кој протестантски председател или било кој протестантски христијанин, никогаш нема да ви го оспори идентитетот. Јас имав вчера еден гостин од Финска. За волја на вистината, тој е на источниот обред. Значи, тој беше на Атос 9 дена, спиеше. Негов пријател од Финска е монах на Атос. Од мојот ресторан заменуваше во Бигорски. Таму ќе седи исто така, не знам колку денови. Негов многу близок пријател од Финска е монах во Бигорски и така натаму. Со него разговараме, он ни донесе сет на книги, од една партнерска организација сме во тие европски меѓународни организации. Тој е таму во бордот, во председателството. И една од книгите беше Human Dignity, а таа е човековото достоинство е корот на Европа, корот на европската идеја. И јас му ја објаснив македонскава ситуација, проблемот што македонците го имаат со идентитетот, со јазикот, со културата, со историјата и така натаму. И велам, тоа е директен атак, да не речам агресија врз човековото достоинство на македонецот. И тој ги гледа од поинаков аспект работите и ги прифаќа како такви. И нормално си запишуваше 4-5 страни, запиша. Едноставно има тука и сознанија кои што се нови за нив. Веројатно ние треба македонска идеја да ја раскажуваме, веројатно треба да ја разнесеме подалеку од нашиве граници, не треба да се застанува во тоа и мислам дека ние сме на вистинскиот пат, сме едноставно праведни во случајот, се држиме до Божјата правда, се држиме до она што е нашето изворно, исконско, македонско. И нам идејата на Европа не треба да ни пречи никако народ, никако држава. Вие добро рековте на почетокот, ние и географски тука припаѓаме, меѓутоа не по цена на ова што велиме human dignity, не по цена на човековото достоинство. Да, морам тука да замолам, бидејќи имаме една мала реклама, таа е многу вкуса, да ја пуштиме за да си видиме послободно во текот емисијата. Одиме со рекламата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Мораме да го испоштуваме договорот за тоа што благодарение на МТЛ ние ме следите на сите 5 континенти. Благодарам на гледачите македонци од Австралија, Америка, Канада,
речи си цела Европа, па и дел на Турција, и тоа добар дел на Турција и на балканскиот простор. Токму МТЛ е тој што не пренесува и навистина ова програма има големо значение. Почитувани мои, рекоме 9 мај не е само датум, тоа е подсетник дека злото никош не исчезнува, само ја менува формата. Фашизмот беше поразен на бојното поле, но дали беше поразен и во политиката? Стражи? Јас се извинувам, прво морам да реплицирам, за да не останат работите недокажани. Точно е дека имало војни меѓу православните народи. Точно е дека имало зверства врз македонците и од страна на србите и од страна на бугарите и така. Јас зборувам за системски нешта, не зборувам за меѓусебни војни. Меѓусебни војни во западното христијанство на крајот на краиштата до пред Вестфалскиот договор траела 30 годишната војна во која крв се пролевала. Јас зборувам за системско уништување како што е инквизицијата, како што е ловот на вештерки. Зборувам за такви нешта кои не постојат во источното христијанство. Тоа е суштината на нештото кое сакав да го кажам, а тоа сето се случува во Ватикан, не во токму заради тоа доаѓа и до протестантизмот, до калвинизмот и до се она што потоа произлегува. Затоа што Ватикан е носител на таквите темни, да речеме, или како ќе ги наречеме, зверски ситуации кои се случуваат. И сега, за да не отидеме онаму кај што не треба, само уште ќе кажам дека Сан Стефанска Бугарија точно дека е тогашна царска Русија, меѓутоа едно мораме да знаеме дека тогаш не управува рускиот народ со Русија, туку управува кралското семејство. Кралското семејство е дел од истото она семејство кое ја формираше бугарската држава, односно од Сакско-Готите. Па, рускиот цар, германскиот и британскиот се први братучети. Така да знаеме дека од каде доаѓале ветриштата и тогаш и на каде довале, но како и да е. Сега што се однесува и сега ќе за благородната идеја за обединета Европа. Една идеја е благородна, само до моментот, додека не исклучува некого од таа идеја. Ние имаме во моментов исклучување на една Турција која веќе 50 години аплицира. Ние имаме наше исклучување. Имаме исклучување на една држава која зафаќа 40% од територијата на Европа. Тоа е Руската Федерација. 40% од територијата на Европа се наоѓа во Руската Федерација. Благородноста на идејата ќе беше доколку сите тие кои припаѓаат и се наоѓаат овде бидат опфатени во таа една заедница. И јас сега имам една дилема која ја поставувам пред себе постојано. Прво, да речеме, сакам да кажам, по дефиниција што е континент. Континент е големо копнено пространство, од сите страни обиколено со вода. Во таа смисла не постои континент Европа, постои континент Евроазија. Второ, Доналд Трамп некаде на почетокот на војната против Иран рече вака: Соединетите американски држави се најмоќни и безбедни затоа што се секаде заобиколени со вода, односно се посебен континент. Тоа ќе рече, немирите, војните кои се случуваат, двете така наречени светски војни се две евроазиски војни. И првата и втората се евроазиски војни. Обидот за евроатланска интеграција е всушност прикривање на англоамериканските интереси за некоја поширока форма на обединување. И што се случува? Англоамериканските интереси предпочитаат да владеат според стариот римски принцип divide et impera, подели и владеј. Тоа го сторија во Првата светска војна, кога ги поделија европските или евроазиските народи и ги втурна во крвава војна. Тоа се случи и во Втората светска војна. Имате ли замисла, дали некој може воопшто да размисли што доколку Евроазија
доколку една уште поблагородна идеја за обединување на целиот континент, на евроазискиот континент, заживее. Знаете ли дека тогаш ќе имаме еден пазар од повеќе од 4 милиарди луѓе, ќе имаме енергенси потребни за сите на тој заеднички континент, ќе имаме развиеност на вештачката интелигенција и технологиите, ќе имаме најмногу дефинитивно боеви глави атомски и најмногу вооружување во целиот свет, ќе бидеме обкружени со вода, што би рекол Трамп, и затоа сме безбедни ние американците. И ние ќе бидеме тогаш безбедни, затоа што ќе нема кој да иницира војни, да продуцира војни и да ја создава поделбата. Можеме ли воопшто да го замислиме тоа? Јас сакам да го замислам и сакам да сватиме дека тоа патот кон вечен мир за нашиот евроазиски континент. Евроазиска безбедносна архитектура, додека евроатланската безбедносна архитектура, на која припаѓа Европската Унија, е пат кон постојани војни. Вие гледате дека се создава русофобија, се создава пат за да се отвори војна, за да започне Третата светска војна. Ние сме сведоци дека тоа веќе ни е на чекор до нас. И еве уште нешто, ајде тоа сето кон Русија. Вие гледате дека се формираше воен сојуз меѓу Анкара, меѓу Израел, Грција и грчкиот дел на Кипар. Турција веднаш се почувствува засегната за своите интереси во источниот Медитеран. И што се случи? Дојде Макрон во Атина и рече вака: доколку има каква и да е закана од Турција, не сме тука. Тоа ќе рече внатре во тие евроатлански структури, тој веќе зазеде страна, што ќе рече дека тој дел од евроазискиот континент дефинитивно сака да исклучи се друго, да исклучи и Турција, да исклучи Русија, да не исклучи и нас на крајот на краиштата. Ние не сме потребни. Ние се уште во тој свет, како што рече нели Борел, дека е тоа рајската градина, а околу се е некој нели стрниште или не знам, каде што нема ништо, така што идејата за Европската Унија јас би ја прифатил само како поширока идеја за благосостојба на сите народи, а не уште еден обид за нова колонизација на веќе колонизираните народи, односно за повторно уживање во колонизаторските придобивки на државите колонизатори од минатото. Благодарам. Професор, што ќе додадете? Обидите за колонизација се стари колку што е старо и човештвото. И ако се сеќавате, можеби најблагородниот период од развојот на човештвото беше кога многу афрички држави во 60-тите години почнаа да се ослободуваат од колониализмот. Иначе и ден денеска многу европски држави, земете Франција, грчевито се бори да го задржи своето колонизаторско влијание во северо-западниот дел на Африка. Јас многу добро, на ниво на експертиза го познавам Габон, да речеме, како држава. Тоа е во северо-западна Африка, на екваторот. И тие биле долги години француска колонија. И внимавајте, нивната територија е колку поранешна Југославија. На неја живее скоро околу 2 милиона народ. Замислете. Огромна територија. Господ истурил таму. Има и огромна река, дури флашираат вода. Значи, екваторе, сончеви денови имаат пута 8 од нашите. На сам океан се, имаат обала извонредна. Меѓутоа, за волја на вистината, огромното природно богатство, огромните минерални ресурси, и злато, и диаманти, па и нафта, и газ и така натаму, допринеле да имаат бруто домашен производ по глава на жител повисоко од просекот на цела Африка. Меѓутоа се мала популација по бројност. Но замислете, 70% од извозот на нафта на Габон е сирова нафта. А цел Габон, французите, значи,
грабаат се што може да грабнат, оставиле само Евро 2 стандард рафинерија една, која што не работи, им е расипана. И не дозволуваат ништо друго да се направи. Они ја имаат концесијата на манганот. Значи, најголемото наоѓалиште на манган во цел свет се наоѓа во Габон, во Африка. Годишно има извоз на руда од манган преку 14 милијарди, само од манган. Не зборуваме за злато, за дијаманти, не зборуваме за не знам што и таму никој не можеше да припари до неодамна од французите. Никој не можеше да припари од французите. Јас имав еден инвеститор огромен, кој што сакаше, они имаат огромна земја, вели можеме и 100.000 хектари да дадеме под концесија. Че ја има средби со председателот, со министри, со владата, со и така натаму. И кога ќе дојде до моментот за високата финализација, пошто тоа е нашиот концепт и како партија и мој личен и така натаму, јас ги советувам да бидат едноставно фокусирани на високата финализација, на процесирање на храна, на процесирање на минерални ресурси, сировини и така натаму. И кога ќе дојде до тој момент, французите не дозволуваат. Да, може вие да произведувате, да речеме, шекерна трска, меѓутоа производството на шекер е наше. Вие нам ќе ни ја дадете шекерната трска. Ние ќе одржиме производството на шекер. Тоа е тој колонијален ум. Тоа е Медитеранска унија, која едино потпиша договор со Франција. Внимавајте, таму се случи пуч, сега ќе речат воен пуч и така натаму, меѓутоа кога беа поканети 5 председатели од Северозападна Африка кај Трамп, се секавате минатата година на есен, мислам беше, меѓу кој беше и председателот на Габон. И јас советував исклучиво да се понуди нели за странски инвеститори висока финализација на минералните ресурси во Габон. 4 председатели се нудеа на Трамп, вели ние бараме инвеститори, имаме огромни минерални ресурси и така натаму. Тоа е тој поданички колонијален ум. Проблемот кај колонизираните нации и народи е во умот на нацијата и народот, во мајндсетот, во мејнстримот на не знам, па ако сакате јавниот дискурс, тие имаат поданички менталитет. А не може никој да те направи тебе роб ако ти немаш робски ум. Ако ти си во умот слободен, никој не може да те направи роб. Ова е класичен пример, еве, ако сакаме на Габон, пресликајте го на цела Африка. Вие знаете ли, само манганот во висока финализација да се извезе од Габон, 12,5 пати ќе се зголеми вредноста на извозот во Габон. Замислете колку е тоа раст на бруто домашниот производ и колку е тоа раст на стандардот на населението. И за волја на вистината, кога ги дава изјавите, ги има на YouTube, погледнете, сите председатели го зборат тоа, кога дојде председателот на Габон, вели, ние сме заинтересирани за американски инвестиции, доколку дојдат и вложат во висока финализација на минералните ресурси на Габон, и Трамп веднаш реагираше нагло, се сецна, му звучеше чудно, му звучеше страно, меѓутоа ја заслужи почита едноставно со тоа. Немојте да мислите дека на западниот свет вие, ако му застанете стаменито, достоинствено, потенцирајќи го својот дигнитет, своето човеково достоинство, дека тие секој пат ќе ретерираат, а секој пат ќе пробаат да едноставно играат на картата на евентуалниот робски менталитет кај соговорникот. Ќе ми дадете заправо само една мала дигресија. Еве, ми дадовте и благодарам на запирка ќе направам. Председател на владата господинот Мицкоски за време на посета се договори со странски инвестиции за експлоатација на антимон во Крива Паланка. Ме подсети тоа исто што беше во Србија, каде што исто така требаше литиум да се како ретки минерали, но зборам за наша Македонија. Прво да се направи Чебрен, галиште и сите тие работи беше финансирано околу 1 милијарда евра. Ние немаме таа финанска потенција, а ние ги добиваме како капитална инвестиција. Веднаш од друга страна клиентелистичката поданичка провиниенција, тоа е СДСМ, реагираше, дури го повика на отчет, му да даде отчет градоначалникот на Крива Паланка. Дали можеме и тука да, на еден влез да направим излез, порочаме и таа ми е стратегијата на вечерашната емисија. Што би додале на сето тоа? Дали е добро што можеме да имаме таа соработка во која ќе имаме фидбек? Во времето на СДСМ имавме една друга ситуација, големиот потенцијал на Црна река,
беше даден на грците да минута до 12 се отворија картите дека се работи за алаш-вераш, односно корупција. Во принцип, принципите на глобализмот се токму тоа, да инвестираат во вашата држава, да отворат погони, да отворат рудници и потоа да ги работат, да добивате концесија или да имате вработено 2000-5000 луѓе во тој и таков погон. Меѓутоа, на крајот, сепак добивката оди во туѓи џепови. Но, за жал, тоа е процес на тој глобализам. И сега, Македонија, за жал, своето осамостојување, процесот на осамостојањето и се поклопи, започнувањето на тој процес се поклопи со почетокот или со инсталирањето на тој и таков либерален глобализам. На Македонија не и беше дозволено или не стасавме ниту една година, 2, 5 или 10, најпрво да ги воспоставиме собствените стандарди во државата, а потоа да влеземе или не во големиот глобален пазар на оние кои сакаат да владеат со светот. Од почетокот нам во држава ни беа наметнувани надворешни стандарди кои не се во согласност со нашата традиција, не се во согласност со нашиот дух, на крајот на краиштата, ниту со нашето воспитување, ако сакаме, ниту со нивото на развој во тој момент и сето тоа. Така што денес имаме два начина имаме два вида на држави. Држави во кои корпоративниот капитал владее со државата и држави каде што државата владее со корпоративниот капитал. Малку се тие каде што државата претежно таа корпоратократија го завладеа светот и дел од сето тоа е и отварањето на тие рудници, отварањето на вакви или на крајот на краиштата и земените кредити од Меѓународниот монетарен фонд, Светска банка, одавде или оданде, е дел од таа глобализација, од тој глобализам кој се заканува еден ден да ги преземе државите да го изгубат целосно својот национален идентитет и да станат дел од таа корпоратократија, од тој корпорацијски систем кој ќе владее со светот. А тој и таков систем се обидуваат да воспостават уште од времето на објавувањето на 24-те протоколи на сионските мудреци, каде што во 24 протоколи, многу кратко, но многу децидно, е запишано како ќе се завладее со светот. Таа идеја и таа теза се развива до ден денешен. Е многу интересно кога ќе прочитате дека пред 200 години е зацртано дека мора тековите на парите да дојдат во нивни раце, банките, дека мора печатот, бидејќи тоа што немало други медиуми да биде во нивни раце, дека мора да се работи во културата, да стане што повулгарна и дека мора да се работи на уништување на децата, затоа што од почеток треба да бидат уништени и така натаму и така натаму. И тоа сето денес го гледаме, ние сето тоа денес го живееме. Ние сме агресивно нападнати ни се нашите деца, агресивно нападнато ни е семејството, традиционалното, нормално семејство, агресивно ни е нападната верата и агресивно ни е нападнат националниот идентитет. И во таа смисла, тие и такви глобални организации, каде што впрочем спаѓа и Европската унија, и сите тие евроатлански системи на организираност, се тие кои го вршат тој агресивен напад. И јас овде ќе скратам, но ќе кажам дека токму заради тоа МААК минатата година усвои предлог стратегија за насочување на македонската нација во духовност. 50 и нешто точки со кои гледаме еве денес, да речеме, ние поднесовме исто, доставивме во сите пратенички групи
и до председателот на парламентот предлог закон за спречување на достап на деца под 15 години до социјални мрежи. Денес гледам дека преку тој TikTok еве во Битола, во училиштето Стив Наумов, некое дете се заканило дека ќе пука, ќе убива и така натаму. Се она што се случуваше во училиштето во Ѓорче Петров, се е тоа резултат на тој агресивен напад преку социјалните мрежи врз умот на нашите деца. Значи, ако не се вратиме, ако не се насочиме во духовноста, ние ќе станеме жртва на тој корпоративен, на тој неолиберален, на тој, како сакате наречете го, на тој радикално левичарски обид да се завладее светот од еден центар. И затоа јас, кога зборувам дека единствен излез, посебно за малите нации, е духовноста. Ние мораме сето тоа што се случува со нашите деца, тоа е заради погрешното. Ние имаме образовен процес во училиштата. Ние кога сите ние тројца учевме на времето во основно училиште, ние имавме воспитно образовен процес. Воспитната компонента ние мораме да ја вратиме, ние мораме да ги воспитуваме нашите деца. Во Јапонија во првите 3 години има само воспитна компонента. Има време за образување, има време за да ја изучат математиката и физиката, ама ако на почетокот не го воспитате, а ние се ова што денеска правиме личи како нагасење на пожар. Не, треба да започнеме од почеток, од воспитувањето на децата, од воспоставување на односи, на почитување меѓу возрастните, меѓу младите и возрастните и така натаму, и така натаму. Така ние ќе бидеме партнер за сите во светот. Да. Наистина, интересна е тој топик, тој праве што го дадовте. Задоволство би го посветил внимание за тоа што го зборевте професорот. Би додал, ја верам дека има што да даде како одговор. И духовноста и моје поле на експертиза, башка. Нашата програмска платформа како партија е Bible-based. Библиските вредности христијански принципи, интегритетот е извлечен токму од самата Библија. Јас и пред да ја направиме политичката партија, објавив книга Политичка визија, вредносен модел на политички поредок, е буквално Bible-based држава. Како треба државата да изгледа на библиски основи. Библијата е извореден извор на информации. Ако ви кажам дека и илјадници докторски дисертации само во економските науки се одбранети на основа на информација од Библијата, вие може ќе се зачудите. Ако сакате, концептот на стокови резерви е Јосифовиот модел од Египет. Сакате милион други работи кои што денеска се претекуваат од моделот на Адам Смит и така натаму, ќе ги најдете во Библијата. Не само економскиот дел, ако сакате правосудството. Значи, ние, еве, за правосудството, денеска го имаме старозаветниот модел, например. Ние имаме ретрибутивна правда. Око за око, зап за зап, потешко дело, потешка казна. А Библијата говори и за еден друг модел. Новозаветниот, таму имате реститутивна правда, имате ресторативна правда, каде што доаѓа до помирување, до интеракција и така натаму. Значи, можете да извлечете, јас се сложувам со колегата, дека духовноста е сршта, меѓутоа, еве еден апел Македонската православна црква, мислам дека треба фокусот да го стави на изворното живо слово Господово на Библијата. И дека мислам време е да се започне во нашите цркви, манастири, храмови со редовни библиски поуки, со редовни библиски часови, да се објаснува свештенството, да почне да објаснува Библијата. Не зборуваме за веронаука, зборуваме за изворното библиско учење, она што во времето на протестантизмот беше ад фонтес, да се вратите на извориштето, таму каде што извира водата. Таму е таа најчиста. По патот има секакви примеси. Најчиста вистина имате на извориштето, тоа е во Библијата. И ако Македонската православна црква го преземе лидерството во тој процес, да започне во храмовите да со термини за редовно читање на Библија, за детски часови, за младински, за возрастни и така натаму, да луѓето почнат да се запознава со изворното живо слово Господово. Такво како што е ад фонтес на изворот, каде што е
чисто, каде што е Врелото. вистинско, каде што е моќно. Исус самиот велеше, вели, кој пие од оваа вода, од изворот на жива вода, тоа е моето слово Господово, тој никој пат нема да ожедни. Од тука, тоа е вистинскиот пат македонскиот народ. Еве, Македонската православна црква има идеална можност да преземе лидерство во тој процес, да го донесе народот на изворот, да ја пие таа жива вода, тоа е живото слово Господово, да ги престрои своите умови. Ние тој процес го нарекуваме во теологијата метаноја, сортување за 180 степени од овој телесен и греовен свет кој што нели агресивно социјални мрежи ни ги напаѓаат децата, младите, човештвото и така натаму, телевизиите и било што, да едноставно направиме метаноја за 180 степени, да се свртиме кон Господа, едноставно кон живото слово Господово, кон тие вредности, кон тие библиски изворни принципи, кон тој интегритет на личноста и така натаму. Насушно ни е потребно тоа во политиката. Насушно ни е потребно во политиката да зацари вистината. Оти со лага се виде до кај стигнаме. Дефинитивно. Значи, но апропо предходното, ќе ми дозволите 2-3 минути, ова е многу интересно за ваше сознание и за сознание на јавноста. Се сеќавам 2005-та, 6-та, можеби 7 година, не знам точно кој период, не ме држете за збор, кога зачетоците на ИПАРТ програмата во Македонија се кроеа каков да биде нели фундаментот на таа програма, дојде екипа од Брисел, меѓу кои еден белгиец, и тука нели на маса вице-премиер, министри, државни секретари, јас државен советник и така натаму, од Министерството за земјоделство, од владата, од Генералниот секретаријат, од повеќе институции, цела екипа. И тие грчевито се бореа, посебно овој белгиецот грчевито се бореше да ИПАРТ програмата дава пари само за примерно земјоделско производство. Значи само за оно што расте на нивата. Никако не сакаше да слушне, јас кога му спротиставив аргументи дека нам ни е потребна висока финализација на храна и пијалоци, тој помодре целиот во ликот. Помодре и настана жестока кавга. И дали знаете дека наредните можеби 15 години во ИПАРТ програмата не беше дозволено втората, а камоли па третата фаза на финализација. Да речеме, пченица да ќе дозволите, но никако не може млин за брашно. Може да сонувате од брашно да направите колачи. Нема шанси да ви дадат од ИПАРТ. Тоа беше оној првичен период кога едноставно грчевито се бореа да ние бидеме само суровинска база за потребите на Европа за храна. Тие нас не сакат како сировина и вечно да останеме сиромашни. Како Габон. И вечно, па истиот модел е. Тој менталитет. И ние кога јас жестоко се борев додека бев државен советник во влада, во секоја прилика, во секоја ситуација, на секој состанок, во сите пишани материјали, да едноставно ние се избориме за високата финализација. Можеби прагот го поминавме, меѓутоа, знаете, се уште во ИПАРТ програмата доминираат ситни мали земјоделски машини, наместо да доминира, да речеме, цела производна линија за производство на чипс од компир, например. Значи, цената на компирот на пазарот, ја знаете која е, нели? 6 денари. Еве, нека е 1 евро. 1 евро. А како чипс, 100 грама е 1,5 евро. Помножете пута 10. Тоа е 15 пати е поскапо како чипс. И Македонија увезува кондитори во моментот преку 100 милиона евра годишно. А можеме тука да 100 милиона евра. Срамота е на толку стотици илјади хектари пасишта, Македонија ден денеска увезуваме преку 100 милиони евра месо. Ние немаме, знаете, се згаснаа сите силоси во Македонија. Македонија го сведе производството на брашно на минимални. Ние можеби сме во моментот и српска колонија за храна, ако сакате. Целата храна не доаѓа нас од Србија во дадениот момент. Знаете што имаме? А имаме потенцијал самите да ја произведеме. Девастирачка политика во 7 години, која беше јасна цел да се смени името, ништо друго. Од тие 7 години се случија големи грабежи, 35-6 милиарди. Тоа е ништо, тоа се малку милиарди. Значи, уништен македонскиот народ. Народот замина, кои се производителите. Но еве, решението е пак кај нас. Решението е во наши раце. Внимавајте, во меѓувреме кога они се бореа да зацарат со примерното земјоделско производство во Македонија, никна една страшна индустрија, кондиторската индустрија. Значи, тешки милиони извоз имаме. Дали знаете дека ние имаме фирми во Македонија кои што извезуваат
во Јапонија денеска кондитори. Не зборувам за Европа и за витаминка. Зборувам за оние помали фирми кои што никнаа во гиганти, кои што денеска годишно произведуваат и извезуваат повеќе заедно од Европа и од витаминка. Имате неколку во Македонија. Ние не ги знаеме, ние не јадеме од тие производи, јадеме милка. Помодарството кај младава генерација е тоа. Ние имаме златни чоколада во Македонија, имаме златен кондитори. Земете во секоја област ако сакате да влезете Македонија, се уште е резерват на здрава храна. Ако дозволиме тука да го измениме концептот и да едноставно продолжиме со тој робски менталитет, со тој робски ум, мислам дека Македонија ќе си остане колонија и тоа ќе биде наша вина. Нема да биде нивна. Секој ќе се обиде да си зацари на одреден простор. Вие во Европа во моментов недостигот на сировини е некаде 28 до 33%. Во сите гранки има недостиг од сировини. Значи, тие бараат сировинска база. Ке ја бараат, ке ја копаат, ке ја најдат и нема да ви дозволат глава да дигнете во делот на висока финализација, во делот на процесирање на храна на пијалоци и така натаму, затоа што така 10 струко ке зголемите бруто домашниот производ и додадената вредност за државата. Тоа е таа радикална реформа што ни е потребна. Јас велам дека кратко време е да се направи тој исчекор, со оглед дека вистинска атомска бомба падна реков во тие 7 години. Еве, фала му на Бога што нема клиентелистички пристап кон нештата, али не може преку ноќ. Ама еве сове, извини, молим те, Саш, само една минута. Ако не, јас ќе напуштам, ако не, разговарајте се вие двајца. Па не, нема смисла инаку да ви пречам во разговорот. Не, нема потреба. Саша, ја мислам со сета почит, Благодарам. сакам да полемизираш, еве да возвратиш, дали се согласуваш со овој настав? Мислам, улогата на водителот е меѓу другото да овозможи да се чујат гласот и на едниот и на другиот. Јас се извинувам. Јас само земав еден простор како домаќин, кажав една дигресија. Повелете, ве молам. Јас се извинувам. Сакав да зборувам на некои пошироки теми, меѓутоа не ми е дозволено и навистина би сакал еве да ја напуштам емисијата. Да се продолжите. Со мојот пристап во новинарството не ми се никој случило, тоа не сакам. Па еве, секојаш има за се има прв пат. Јас не направив никаква грешка во емисијата, водаме на Па не, јас кога сакав да проговорам за духовноста бев спречен. Повелите, јас ја привршам максимално духовноста. Спречен, Мене и затоа што многу не, медиуми замеруваат што јас духовноста стама приори. Затоа што јас духовноста за мене и во таа стратегија не е само верата и црквата. Има уште други 50 точки за кои се залагаме за да ја насочиме нацијата во духовност. Повелете ме молам. Ние да речеме во една од тие точки велиме токму она што Љупчо го загатна, дека нација каде што лебот и млекото патува од градот кон селото, а не обратно, таа нација нема иднина. Кај нас вие гледате дека пред кооперациите во село луѓето седат, чекаат да стаса комбето со лебот и со млекото. Која е таа иднина? Дел од тоа насочување во духовноста е како да ги поттикнеме земјоделските семејства, како да им овозможиме да се развијат, за да произведуваат во тој синџир на производство до краен производ. Затоа што земјоделските семејства се многудетните семејства. Земјоделските семејства се чуварите на традицијата и чуварите на демографијата. Ами ние денес сега имавме нели расправа токму на таа тема, на демографските проблеми со кои се соочува Македонија. Како да се реши тој проблем? Па еден дел од тоа е и ова со земјоделските семејства. Вториот дел од нештата е како да ја излечеме целата наша нација од замките на хедонизмот, на оној агресивен хедонизам, на бескрајно богатење на желбата да се имаат 5 стана, да се има најскап джип, да се има најскап часовник, најскап мобилен телефон. И нашите млади во таа хедонистичка желба, не можејќи да го остварат тоа овде, заминуваат, бегаат, мислејќи дека таму некаде, во побогатиот свет, а кој побогат свет не мисли на нив, туку мисли само на себе и за своите
деца, дека ќе успеат. Затоа децата ни заминуваат. Ние мораме да ги извлечеме од замката на тој хедонизам. Ние мораме да извлечеме целата нација од една ситуација на конформизам. Ние имаме ситуација во која нашиот народ е длабоко потонат во тој конформизам, чекајќи ја платата на први, да има еден убав стан во некоја убава зграда, да има автомобил, да има пари да отиде на еден годишен одмор и евентуално неколку викенда да застане по 3-4 часа на границата со нашиот јужен сосед за да отиде на викенд. Јас сакам поединецот да не биде објект со кој се управува, туку да стане субјект кој ќе управува во оваа држава, да го извлечеме од таа комфортна зона. Ние кога зборуваме за духовноста, ние во моментов имаме култура на телото. Ние имаме перформанси каде што ќе излезат со голи замници и тоа го представуваат како уметност. Ние мора да се вратиме во уметноста, во културата на умот, она што остава трајни вредности зад себе, а не она што е шупливо, што не значи ништо. Ние мораме да ги учиме нашите деца на вистинските вредности. Па вие гледате секоја година, на крајот на годината, се по различни портали и наваму натаму се избира, да речеме, жена на годината. И претежно тоа го добива некоја инфлуенсерка или не знам ова или она. Па вистинска жена на годината треба да биде, на пример, некоја мајка која заради смртта на сопругот останала сама и успеала да одгледа еден доктор и еден инженер. Да ги учиме на вистинските вредности, не на лажните вредности. Се додека тие лажни вредности царуваат во оваа држава, тоа е насочувањето во духовноста. Ние имаме случај кога еден академик, ќе го видите пред ману како пешки или со велосипед оди на работа, покрај него момче од 18 години со автомобил од 120.000 евра. Тие ситуации ние мораме да ги избегнеме. Затоа реков, мислев да говорам вака малку поопширно, оти духовноста е многу голем, и многу потребна за нас. Посебно големите нации ќе опстанат и вака и онака. Малите нации ќе бидат претопени. Затоа и нам јас се извинувам, ќе одземам уште една минута. И јас викам дека во Македонија заради ова сето и се создадоа неколку класи. Првата е класа на хедонисти. Тоа се токму тие кои се алчни за богатства и тие сметаат дека единствено влегувајќи во политика можат преку ноќ да го задоволат својот хедонизам. Тоа е владеачката класа во оваа држава, класата на хедонисти. Потоа имаме средна класа, тоа е класата на конформисти. Тоа се луѓе кои ќе се сликаат до оние од владеачката класа, ќе бидат постојано до нив, за да добијат она што го реков, еден убав стан, автомобил, така натаму, и тешко на таа држава, кај што средната класа се конформисти. Средната класа треба да биде таа која ќе ги раздвижува работите и ќе влече напред. Третата или класа со која се владее е класата на лојалисти. Тоа се оние кои на сите избори си гласаат за својата партија без да размислат дали е добра или не, и додека спротивната партија е на власт, тоа што го прави не е добро, кога ќе дојде нивната партија на власт, тоа истото веќе е добро. Тоа се луѓе лојалисти кои се лојални на партијата, при тоа не добиваат ништо, дури велат, не бараат само пред избори, но врз основа на таа најдолна класа на лојалистите се градат овие две владеачки класи. И затоа имаме многу работа во сето ова. Многу суштествени подпрашања ми дадовте за право, што ја цело време ги водам, бидејќи имаме патриоти кои се едновистина батерии, комерцијални патриоти, и имаме тие лојални. Ја мојата маленковост ќе кажам, да, јас сум таа последната, кој никош не го смени мојот став за и околу Македонија. Две теми што ќе ги разработиме, ако ми дозволите. Јас се извинувам, не е ставот околу Македонија, ставот околу партиите. Ставот околу Македонија ниту јас, ниту соговорникот не сме усменили. Не се работи за тоа, бидејќи мојата партија ќе рече Македонија, ама само за свој личен интерес. А ја ќе гледам што прочитав дека председателот на владата, 3 пати го спомнам, че нема да може патен. Но добрите пораки се зимат како јас ги користам моите колумни, како мисла на умен човек, мислител. Само бараме од државата, што ние сме направиле за државата. Еве да му земете сум за една радикална пресвртница, што никош
само на папир, на хартија се става. Зена потекло на имото, конфискација, така широка конфискација. Дали е измислена, дали е тоа фикција или правда, професор? На тие прашања бајги мислители не дале одговор кој што забот на времето ги потврдил или ги отврдил. Да биде еднашка радикално кај нас. Но, внимавај, јас лично сум поборник на слободата. Значи, тоа е иманентно својство од раѓање на секој поединец. Значи, Бог не создал слободни. Нели не пушти прво во Еденската градина и ни го даде правото на избор. Значи, се во животот е избор. Од тука, владата ние сме ја создале, народот ја избрал владата. Народот ја создал, значи не постои народот заради владата. Владата постои заради народот. Од тука владата е таа што мора да служи на народот. Првичната, примордијална замисла и идеја на владата е таа да е подметнато рамо, подадена рака, да го крене творечкиот потенцијал на секоја индивидуа. Ништо повеќе. И државата тука и завршува нејзината улога. Понатаму, нели, треба да е чувар на редот, мирот, безбедноста и на, нели, односите помеѓу луѓето. Така се градеше таа како држава. Се додека Македонија, значи, не се фокусира, значи, не ги стегне бедрата на уно, што вели Библијата, на слободата, да едноставно сиот свој потенцијал, значи, сите своји генерални цели и задачи, сите своји стратегии и политики, сите своји мерки и инструменти на политиките, не ги фокусира да ја крене слободата во државата, почнувајќи од индивидуалните слободи, економските слободи, вкупните човекови права и слободи. Значи, мислам дека ќе биде на погрешен пат. Да, во тој процес црквата не може да биде, ради секуларизмот, нели, дел од тој процес, меѓутоа, во делот на верата, духовноста, и јас тврдам исто така дека е многу значајна, меѓутоа, внимавајте, научно, секое морално прашање бара морален одговор. Не можете на морално прашање, значи прашање со морална тежина, да давате одговор по световно. Значи, надвор од догмата. Догмата е Библијата. Значи, Библијата сметете како догма, како нешто неменливо. Моралниот одговор на тешкиве морални дилеми што ги има човештвото денеска може да се најде исклучиво на морален фундамент, на догма. Јас се согласам со вас. Библијата, надвор од Библијата, ние било каков одговор да бараме, едноставно јас се согласам со вас. Ние имаме прекрасна вера, православна христијанска, зборам општо во мнозинскиот дел, и само тоа што духовноста нас ќе не научи, ќе не усмери дали ќе крадеме или нема, ако се почитуваат тие 10 Божи, не тие најсилните Божи заповеди. Јас се извинувам, овде морам да кажам дека во нашата стратегија зборуваме за насочување на македонската нација во духовноста. Тоа ќе рече, мораме да признаеме дека ние во македонската нација имаме дел кој припаѓа и на друга вера, кому Библијата не му е закон и догма, но имаат своја собствена Библија, Куранот, муслиманите, и вистинскиот верник муслиман и вистинскиот верник православен, токму тоа е желбата да се влезе во духовноста, да живеат со почит, да се почитуваат еден со друг. И да, затоа мораме да бидеме овде... Да. Но, ми ги прочитавте мислите, професори двајца, за мене си професористо, во секој случај, јас тука би замолил вашето окување, бидејќи јас сето време сум критичар, голем критичар на Бујар Османи, кој Министерството за правда, јавното обвинителство, да не речем претходното, па претходното, кога се случи тој голем предавство, после Заев, значи дојде Бујар Османи, истата таа министерка која му врачи златен лав на Александар Адам, првиот човек, советник на Макрон, Емануел, и го напиша тој бугарски диктат или француски предлог. И еве што кажува господинот доктор Бујар Османи, апропо зашто е избришан или тргнат балансерот. И како се заканува Бујар Османи.
Јас го почитувам Куранот, верувајте ми. Јас се нарадувам кога луѓето веруваат. Дури на камен да се поклонуваат. Оти има зашто. Ама да идат во светите места, сакралните нивни објекти, а да водат стратегија за војна, за физички напади, ве молам, да не го парафразирам. Одиме на минута само. Луѓе, што да кажам, сам морам уште една минута и другото се на моите соговорници. За подсетам, значи разговарав со Роберт Бадинтер. Господинот Бадинтер, кој даде оценка 1992 дека Македонија е таа, па после Словенија, кој заслужува да влезе во Европска унија. И спомна, вие немате, ве молам, да не се манипулира моето име. Вие можете да гласате за трамваи и така. Јас кажам, зошто се употребува Бадинтерова мнозинство ова? И сега со таква закана да настапи ваков така наречен политикант, кој за неколку дена се навршува 2022 4 години, кога тој со Румен Радев тет-а-тет, кој кажа на телевизија, ма никој медиуми дечи не знам кај припаѓаат, се знае кај припаѓаат, во времето на Заев, кажал вака, ќе парафразирам, зошто бугарите да не влезат како ние што влеговме во македонскиот устав. Крај. Почитуваме, како би коментирате, мораме маци на оваа тема, што ми е како лайф, како топик на вечерашната емисија. Како ќе коментирате, ве молам? Јас во принцип не коментирам вакви личности. Меѓутоа, закани. И некоја негова сопартика нели исто рече чизмите од таван дека ќе ги симнат и ќе излезат не знам ваму или онаму во планина и не знам каде. Потоа имавме нели негација посебно за плочата паметникот на Карпалак, каде што пишува дека се загинати од терористите, дека не биле терористи, дека биле борци за права. Знаете, дали постои некое човеково право? Кажете ми го, дали според повелбата на Обединетите нации, дали според било некое човеково право, заради кое вие имате право да го одземете некому основното човеково право, правото на живот. Постои ли повисоко право од правото на живот? Османи и неговите пријатели излегоа и одземајќи право на живот се бореа за некакви своји права. Одземајќи го највисокото право што на еден човек му припаѓа правото на живот. Тоа е тероризам и тука нема дилеми. За жал, тој тероризам произведе понатаму тоа што го произведе рамковниот договор. И кога се мислеше дека затоа и се викаше рамковен договор, дека ќе бидат барањата затворени во една рамка и дека тука ќе се движат, тоа јас и пишував и тогаш и го говорам постојано на место рамка, тоа е една спирала која нема крај и од која се повеќе и повеќе... Фонтана на желби. Ете, можеме и така да речеме, фонтана на желби. И затоа овој човек и нанесе штета на Македонија дефинитивно во времето кога беше министер за надворешни работи, но јасно е зошто и нанесе штета. Тој и тие како него, за жал, се уште оваа држава не ја чувствуваат како своја. Само доколку вие не ја чувствувате, ако вие имате една куќа која не е ваша, која не е останала од таткови или не сте ја испечалеле вие, туку сте влегле насилно во таа куќа, ќе ја уривате, нема да се грижите за нејзе, нема да ја доградувате, нема да ја реновирате, ќе ја оставите да пропадне. Ете, тоа е нивниот однос на тие и таквите. Не сакам да речам дека сите размислуваат така, меѓутоа е повеќе од очигледно дека дуи е основниот проблем за Македонија, дека дуизацијата беше најголемата штета нанесена на оваа држава, покрај заевизацијата и дуизацијата, тоа беа два процеси кои паралелно се одвиваа и кои нанесува несватлива штета на Република Македонија. Јас искрено сум дури на некои од луѓето од Вреди и од тие партии им честитам затоа што имаа сила
во моментот кога Дуи беше најмоќен, кога беше да се спротивстават, да се борат против тој и таков Дуи и конечно да се борат против корупцијата и криминалот, што и до ден денес се обидуваат да го сторат во рамките на тој и таков Дуи. Вашиот коалицион партнер Дуи вреди. Јас ќе го спомнам само и професоре, вие сте експерт за рамковен договор. Ја верувам да имате што да кажете. Господинот Меджити даде една изјава веднаш кога се потпиша коалиција меѓу кои и Сомак. Вели вака, ако не е солвентен лицето, значи нема потреба да биде албанец. Таа историска изјава, почитувани, најдете. Ево јас ја парафразирам. Јас лично му реков ова историска изјава од еден политичар од албанскиот кампус. Секоја чест. Еве утре вие како политички субјект станувате партија, мислам заедничка партија. Професоре, што ќе додадете вие на ова изјава на дигестивниот хирург? Сове, многу е едноставно. Нека се праша дотичниот кој од албанците ќе сака кај него да се оперира, пример. Или ќе сака да го оперира експерт за наетлија, што има искуство во хирургијата и така натаму. Значи, сосема логично, ако има човек потреба операција за срце, ќе го бара најдобриот, ќе го бара или Жан Митрев, или не знам кој, за наетлија, некој што знае, што има за себе мерит, вредност. Значи, од тука меритократијата е единствениот модел. Единствениот модел, ако сакате, во рамковниот договор стои правична застапеност. Не збои по дефолт етничка или ваква или таква. Правична застапеност едноставно. Да речеме се проценило дека на универзитетите во Америка помалку црнци се запишуваат и прават еден период од 3 години, 6 или 9 години за така наречена позитивна дискриминација. Со помалку поени ќе ги запишат на повеќе државни универзитети за да едноставно се поттикне образовниот процес кај црнешката популација. Меѓутоа, тоа не е бескрајен процес. Тоа е еден период од 3 години, 6 години, 9 години. Рамковниот договор е од 2001 година до денеска колку години има? Тоа е 2 децении, 2,5 децении се поминати. Рамковниот договор, они 10 пати се обидоа да му ја пробијат рамката, да го пробијат плафонот. И ден денеска се обидуваат да излезат надвор од рамковниот договор, меѓутоа и американците им кажуваат до тука е. Мислам, до тука е едноставно. Самиот Бадинтер ми кажат дека не ме злоупотребуваат пред да почине. Нема да ме употребуваат. Во Европа немате пример на држава кој што до тој степен влегла, дори и ја мислам дека и многу непотребно влегла далеку и така натаму кога се правеше рамковниот договор, се сеќавам, имаше многу дилеми. Значи во првата верзија на рамковниот договор, тоа беше, мислам, и целта и на грците и на сите останати, во првата верзија се дефинираше преамбулата на уставот без македонски народ во неа. Јас кога го видов тоа, мислам, реагирав, страшно реагирав. Председателот Трајковски беше тука. Рекол, шо правите глупости? Па дали знаете ова каде води? Ако вие не вратите македонски народ во преамбула на устав сега, веднаш, и со таа рамка што сакате да ја постигнете, што ќе направите вие? Кој од македонскиот народ ќе ви го прифати? Никој. И никогаш. Тој вака нема да ви го прифати, камоли така да ви го прифати. Па по 2 дена излезе доста Димовскова вечер со едно писание и тогаш нагази владата. Значи можело. Тоа сакам да кажам. Пораката ми е дека денеска владата, ако настапи стаменито, достоинствено, со она human dignity со која започнаме. Имате простор да го скажете вашиот збор. Дали можете може да се постигнат крајни цели, крајни граници и тие западни соговорници едноставно ќе си ретерираат, ќе се повлечат и ќе се влезат во рамката која што ние ќе им ја поставиме. Јас во една емисија скоро, само една реченица ќе завршам, реков дека ние не смееме да дозволиме Брисел да ни стави оглавник и он да не води. Не. Ние треба да си ја ставиме рамката и Брисел да стане партнер во процесот, да ни е подметнато рамо, подадена рака, да успееме како држава да ги добиеме стандардите за За тоа што влегуваме во финале, јас им ви дам простор да си ги кажете вашите пораки
Јас ќе одам лаце режија, ќе одам некоја минута повеќе од просторот. Кој ќе почне до вас? Значи, сакам 5 минути ваши. Значи, сакам да се обратите до народот. Нема да се обратам, ќе окажам повторно ќе се навратам на тој рамковен и на сето што ни се случува, сето е тоа резултат на двојните стандарди и лицемерието на таа така наречената меѓународна заедница. Ние имаме ситуација која во една Естонија, да речеме, живеат 40% руско население. Во областа Нарва, која се наоѓа на истокот на Естонија, живеат 100% руско население. Знаете ли какви права имаат русите таму? Никакви. Затоа што Европската Унија не дозволува, а кај нас на 16% малцинство ги побара тие права. Ние денес повторно ги имаме тие двојни стандарди. Велат дека Украина е земја која најбрзо напредува кон европската интеграција, дека нема корупција, а од нас бараат да исправиме ова или она. Значи, се е тоа. Да знаат нашите гледачи дека се ова што на Македонија и се случува не е заради погрешното работење на македонската држава. Честна и случајци дека има корупција, има криминал, тука сме повеќе од јасни, меѓутоа не е тоа вистинскиот мотив зошто Македонија се наоѓа овде кај што се наоѓа, туку вистинската ситуација се двојните стандарди и лицемерието на таа и таква меѓународна заедница кон која ние за жал се стремиме. Не, еве јас ќе порачам, јас сакам ваквата Европска Унија, да, Европска Унија како сојуз на суверени држави, каде секој ќе си влезе со својот багаж на рамото, ќе седне намаса и ќе разговара рамноправно. Уште нешто? Со глед дека сакам само на додајте крајот, за насловот лајт, меѓутоа имам право да го модифицирам, прекрасни соговорници кои имате зашто да се збори со вас. Темата ми беше победа над фашизмот, дали фашизмот навистина е поразен или денес живе во нови форми. Молам на камерата. Ништо, само на крајот, еве ќе го честитам денот на победата над нацизмот и над фашизмот, со искрена желба еден ден таа битка против нацизмот и фашизмот дефинитивно да заврши и таа победа да биде вистинската победа. Професор, тоа е ваша камера? Јас, поучен од библиската мудрост, значи, повеќе би погледнал во гредата на моето око, отколку во раската на окото на другиот. Значи, нам, како влада еве денес, никој не спречува 200.000 хектари необработено земјоделско земјиште, обработливо земјоделско земјиште, да ги дадеме во еден континуиран 24/7 процес на огласување. Почнувајќи од утре, се огласуваат парцели во атарите на села до 10 хектари, надвор од атарите на села, комасирани парцели 10, 20, 30, 50, 100. Значи, ние само да го ставиме во функција она што ни е дар од Бога, ќе го мултиплицираме бруто домашниот производ и додадената вредност во државата. Земете го сонцето, тоа грее 286 денови во Македонија. Имате огромен интерес кај инвеститори за соларни панели, фотоволтаици. Дистрибутивниот систем на МЕПСО нема доволно капацитет да го прими, од тука бара одговор на државата. Она што го направи холандски тенет во Германија, тие ја дуплира дистрибутивната мрежа во најразвиениот дел на Германија, на начин што објави оглас и зема 9 милиарди кредит од Норвешкиот пензијски фонд, од Сингапур пензијскиот фонд, ги вложија во нова дистрибутивна мрежа. Од тука, ние ако нема начин држава иновативно да најде модус и финансии да го зголеми дистрибутивниот капацитет на МЕПСО, ке си огласи 49% од МЕПСО и мора да се триплира, мултиплицира мрежата на прием на струја во Македонија, затоа што имаме уште 7 ветерни точки кои што имаат огромна гигаватажа струја производство. Македонија може само од алтернативните извори на енергија да го задоволи собственото производство и во домаќинството и во индустријата и да извезува струја само од алтернативните. Не зборуваме за хидрогенот, водата и така натаму. Значи, нам никој не ни пречи да влеземе во една радикална реформска агенда во која што се што ни е дадено дар од Бога
воздухот, сонцето, водата, почвата, земјата и умот што го дал на македонецот, да го ставиме во функција. Тука државата мора да одери улога на подметното рамо, подадена рака, да го крене творечкиот потенцијал на секоја индивидуа и од тука да создаваме додадена вредност, да се будиме со мисла како денес да создадам додадена збора вредност. само за насловот и која се вашата порака победа над фашизмот или се живее? Уште трае. Повелите. Квалитетот на животот е иманентно својство на секој поединец, секој сака да има подобар квалитет на животот и од тука ако во сопствената држава не се гледа дека се создаваат доволни услови да се поттикне творечкиот потенцијал на индивидуата да го крене квалитетот на сопствениот живот, тогаш луѓето природно е да гледаат надвор, едноставно да бараат такви услови. Америка и ден денеска е сонот на младата генерација. Таму, ако сакате, во последниве 20 години, не само миленијалс генерациите, имате автохтони изворни милиардери на возраст до 29 години возраст, затоа што системот создал можност творечки да се крене таа генерација. Зборувам без наследство. Сами со умот, вештините, интелигенцијата, со ноу-хауто. Да, благодарам многу. Почитувани, реков дека ќе дам некоја минута, со оглед дека сака потом со една песна од нашиот сосед, ќе завршиме со една македонска песна. Момент само, да ве поздравам. Бите живи и здрави. Имавме добра дискусија. Да, го тргнавме главниот топик фашизмот и не треба за фашизмот да збориме и нацизмот, бидејќи тој не може да загине, бидејќи тој се провлекува како река по норница, таа се појавува. Но ние сме тие кои треба да го уништиме тоа. Ако бидеме сплотени, ако бидеме македонци и породи државјанство во вистинска смисла зборот. Ако си ја сакаме Македонија и ако имаме бар по 4 основи на национална стратегија, а другото не, а тогаш никој нема да не допре. Никој нема да застане почитувани контра нас. Ако имаме со задни намери Македонија да ја продаваме на секаков начин, тогаш ништо Македонија. А Македонија ќе успее. Верувајте ми, единствена е во Светото писмо што стои и не може никој да ја уништи. Бидете живи и здрави, ве поздравам со една убава песна за Беломорска Македонија. Тоа беше гласано на народот. Ја ве благодарам, господине Страшо, и простете ако Ваце и професор Иван. Емисија е, таа е сега, може би некој повеќе ќе каже, некој помалку или така, али верам дека имавте што да научите овие двајца мои супер тешкаши аналитичари, кои секој се конзистентни во своите стави. Пријатно. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.